комисијата, констатирам дека на оваа седница присуствуваат множество сдруженија и асоцијации, со цел учествуваат во оваа денешна многу важна јавна расправа. Задршка за јавното обвинителство. Дали има предлози или дополнувања во врска со особено тези гласат за, дали има некој против? Не. Дали не служува гласање? Не. Констатирам дека дневниот ред е едногласно. Дали знаете дека јавните обвинители немаат пристап до работно место? Дали знаете дека јавните обвинители треба да се платат од собствената плата 10.000 денари за да платат паркинг за 8-часовно паркирање до работно место? Дали знаете дека ако да до судот тие расходи се уште поголеми? Каде? Во која академија? Во која обука? На кој факултет? Во државата јавните обвинители се обучени да ракуваат со оружје. Или второто посебно право кое што му е дадено со овој закон, тоа е и покрај тоа што можете да му дадете оружје, да има право на специјално обезбедување за потребите на себе и на своето семејство. До сегашните 0,4% од целиот буџет, сега обвинителството ќе може да добие од државата 0,4% од даночните приходи на државата, а исто така во останатите одредби кои што зборуваат за буџетот, увидов дека ќе постои одредена самостојност токму и во обвинителството за гонење на организирана криминална корупција. Предходно работа 10 години во правосудните органи. Зошто не може да се стати додавно, може да конкурира за тоа. Втора забелешка ми е во однос на член 60, каде што се наброени условите, посебните услови за избор на јавен обвинител на Македонија. Ја бих предложил да ова лице што конкурира за јавен обвинител да нема и државјанство на друга држава. Сепак се работи за една многу висока функција. Во врска со уставните рамки беше споменато дека при идна уставна измена треба да се земат предвид одредени препораки, но за жал заради реформската агенда, кратките рокови и така натаму во овој текст не може да